Добар ви ден, почтувани гледачи! Од екипата на Вкусот на традицијата ве поздравуваме од етнокомплексот Златно буре Кучково. И секогаш кога и да имаме емисија, ве поздравуваме и секогаш ги покануваме гледачите кои што се расположени да земат учество во нашата емисија, секогаш се добре дојдени и секогаш вратата им е отворена. На таа наша покана, почтувани гледачи, за денешната емисија ни одговори господјата Блашка Стојанов, која што со се срце рече дека сака да сподели една многу интересна рецепта со вас, гледачите. Добар ден, Блашка, Добар ден. И добре ни дојдовте. Добро ве Како најдов. се чувствувате со нашата екипа? Убаво. Прекрасно. Прекрасно, Кај да. нас е се опуштено, затоа што ја работиме најубавата работа, а тоа е работата со храната. Да, Храната да. е и медиатор, и амбасадор, и Да. чувар на нашата традиција и богатство на Македонија. Вие родом од каде сте, Блашка? Моите родители потекнуваат од Кочани, а инаку живееме во Штип. Така затоа јас вака кога ве видов, Блашка, си велам на вистина прекрасна дама. Одлично изгледате, активна, на многу полиња сте активна и така натаму и прекрасна линија имате, а толкува ви работи знаете да месте, па дури побарав од вас и рецепт за добра линија, што ми го кажавте. Понатаму ќе им кажете и на нашите гледачи. Блашка, за денешната емисија Вкусот на традицијата, што ќе споделите со нашите пријатели? Денес, за гледачите на Вкусот на традицијата, јас ќе припремам ружа погача. Ружа погача, која што е ваша омилена погача и Да, често ја да. правите. Што се ни е потребно да направиме една таква погача? За да направиме една таква погача, вака, ни треба 200 мл млеко, Така, еден квасец, тоа е сув квасец, Така. 10 грама, едно лажиче шеќер, Така. ни треба 30 грама растопен путер и едно јајце. Едно јајце за во тестото, а една жолчка ќе ни треба за премачкување на Брашно погачата. колку ќе ни Брашно треба? 500 мл. Сирење? Тоа е веќе за приготвување Ние на сега ги филот. кажуваме потребните состојки. Околу 400-500 грама Значи, сирење. отприлика 2 канчиња за кисело млеко. Да. Наполнете го Ситно со дробено сирење. Сирење, да. Имаме 2 супени лажици ајвар. Ајвар, имаме околу 200 грама Спанак. свеж спанак, Спанак. имаме сусам и имаме афион за декорација на погачата. Значи и афионското семе и сусамот се Се по за потреба. декорација, да. Шекер дали кажавме? лажиче. Едно лажиче Да. за да се зафати квасецот. Едно Сусам по лажиче потреба за наросување. Малку масло ќе ни биде потребно за премачкување на тепсијата во која што сето тоа ќе го печеме. Повели сега да започнеме со подготовка Започнуваме со на подготовката. тестото. Ги ставаме 200 мл млеко, Ете така. го ставаме квасецот, Повели. Така. Едно Едно. пакетче. да, тоа е 10 грама или едно 10 грама, пакетче сув така. квасец, Добро. лажица со ова А што треба сега? за бркање. Еве, повели лажичка. И едно лажиче ќе ни треба Сол. шеќер. Сол и шекер. Шекер. Така? Само шекер? Да, после солта ќе. Добро, повели. Едно повели. лажиче, ова е Така. лажица. Е, Ета, едно кафено лажиче шекер. шеќер. Добро. Ова го пробракуваме. Така го мешаме Да. млекото со квасецот. Квасецот. И го И оставаме како шеќерот. 10 минути да ни надојде малку квасецот. И Добро. продолжуваме со приготовката на погачата. Така, квасецот си надојде. Еве, погледнете како он изгледа. Блашка, сега да продолжиме со постапката на со приготвување на подготовката погачата продолжуваме, да. ружа. Да. Сега го ставаме. Го ставаме 30 мл растопен путер. Така. Дајте ми ги наваму. Така. Додаваме јајце. Кршиме едно јајце. Да. Еве, Еве може. Лушпата тука. овде. Така.
И додаваме брашно. Овде има 500, кажавме 500 грама брашно. Јас секогаш оставам барем 50 на грама. Да, секој пат затоа што јас. не знам, нели, Да. колку ќе земе брашно. Јасно. Да. И додаваме едно лажиче сол. Повели Едно Блашка. лажиче. Повели. Едно лажиче. Едно кафено лажиче. Кафено лажиче, сол. да. Сол. Продолжуваме со... И сега треба да месењето. се формира тесто. Да, продолжуваме Добро. со раката, го месиме Така. тестото. Има путер внатре, ова нема ни да се лепи, лесно Да. ќе оди подготовката. Додека месиш, Блашка, да те прашам, ти сега каде живееш? Јас сега живеам во Скопје. Во Скопје. Од кога Веќе. си во Скопје? Да, веќе 10 години, како? Десетина години? Да. Така. Но имам информација за тебе и дека има живеено во Италија подолго време? Не, керка ми студираше во Италија и така. повремено јас одев во Италија. Повремено, Да. супер, одлично. Научи ли некои специјалитети од Италија така да Многу. превземеш? Многу, а? Многу, да. Браво, браво. А дали ти им правеше наши македонски специјалитети таму? Да. Дај ми го тоа. Да. Добро. Исто италијанците знаат за нашите македонски специјалитети. Да, приготвував. Одлично. Сега, значи, го месиме тестото. Брашно не треба да додаваш. Ето, има путер. Добро. Сакаш да ти нароса малку доле? Не се лепи поради путерот. Добро. Не се лепи. Добро. Се меси убаво гладко тесто. Така, гладко така. тесто, значи бара гледам поагресивно месење. Да, ова. морате убаво Аха. да го измесите, тестото мора да е гладко. Ето од италијанките тие така го месат. Го развлекуваат, Да, го нели? развлекуваат. Со дланката. Да. За убаво умесено тесто ќе добиеме едно гладко убаво тесто. Кој што го оставаме да го зголеми својот волумен, колку време од прилика? 40 минути зависи од температурата. Од 40 минути до 1 час зависно од температурата во просторијата. Така, да одмори Да. тестото, но секогаш знаеме дека кога треба да подготвуваме месени нешта, дека треба да имаме топла просторија. Така. А додека ни стасува тестото, јас и Блашка ќе ги подготвиме филовите што се потребни, едниот со сирење, едниот со спанак, ајвар и така натаму. Ќе Да. видиме сега на крај ни следува изненадувањето и изгледот на погачата ружа. Кога вообичаено ја подготвуваш оваа погача? Дали имаме празници, така за Нова година, за Божик, за... Обично за празници, за Божик. Може и за Божик, може за Нова година, кој кога сака. Да, Кога сака и сега верувам дека оваа погача ќе се најде на трапезата, пошто ни идат многу празници, Нова година, така. дека ќе се најде на И трапезата на слави. многу домакинки. Браво. Да. Ете, затоа сме ние тука со вкусот на традицијата, да им дадеме идеи на нашите гледачки да направат. А да ти кажам, Блашка, дека ние исто така имаме и многу гледачи од машкиот пол, кои што се прекрасни домакини, кои што знаат да готват, да месат, специјалитети, тави, манџи и така натаму. Да, па најдобрите кувари во светот се Да, мажи. зборувам за домашното Да. готвење, така? Да. Уште треба да се меси? Па јас мислам дека е Дека е добро. добро. Ете, така. Гладка. Маси. Одлично, одлично. Сега го оставаме Сега прво вака. како? Ќе ставиме путер. Тер, доле, така, Да. добро. Го ставаме тестото врз путерот. Ете, така од двете страни го завиткуваме. Го покриваме. Со фолија. Ќе ми ја подадете Така. фолијата. Повели, Еве. да ти помогна. Така, значи да не Значи. диши од никаде. Не. Така, ови има доволна Да, широчина. ширина, да. Така.
Ева. Можеме и уште едно да ставиме, Да. за да го заштитиме И добро. ќе го покриеме со една салфета. Ќе го покриеме. Во ред. Останете со вкусот на традицијата. Блашка, сега како ќе го направиме филот со спанак, да ни кажеш? Така, додека ни стасува тестото, ние го приготвуваме филот. Вака, за погачето ни требаат 3 фила. Едниот е свежо, дробен спанак, помешан со сирење, второто полнење фил ќе ни биде само сирење и средината тоа како толчник ќе ни биде полнеш со една лажица ајвар. Одлично, да го насечкаме сега. Спанак е да го 200 грама спанак свеж. Да. Ете така, кој што ќе го помешаме со сирење. Ситно сечкан. Да. Доколку еве сакам да ја направам погачата ружа, а немам дома спанак, што ќе ни препорачаш? Па тоа по желба може полнењето да биде. Така? Може, да. Полнењето може. Блитва, можете сувомеснато ако сакате, или прешута ако сакате, помешана, да. Нема да ја расипеме погачата. Не, нема шанс. Да. Значи полнежот внатре, филовите може да бидат по желба. По желба. Да. А јас еве вака ќе ги правам со овие па затоа што е убаво, колоритно. Имаме зелена боја, имаме црвена боја, имаме сивата боја од афионското семе, бело-жолтеникава од сирењето, јајцето во тестото, значи прекрасно. Така. И тука ставаме сирење, така? Да. Сега да ми кажеш, идеме едно канче сирење од дека? Едно канче, вака, јас ке си мерам, вака. Ајде. За да видат точно нашите гледачи како ти го подготвуваш тоа. Тоа се 3 лажици. 4, 5. 6. Еве, 7 лажици. Јас не сум го мерила сирењето во грами. 6, 7. Па скоро едно канче. Да. А ова сирење ќе оди во другиот фил, така? Да. Добро. Сирењето, да. Добро. Другиот фил ни е само сирење. Дали додаваме уште нешто друго, масленце? Не, тоа е само сирење и спанак. И спанак. Затоа што сирењето е солено, немаме потреба ништо друго да додаваме, така? Јас кога го правам, еве вака ќе кажам на гледачите, го правам од ситно несолено сирење. Ситно несолено сирење, тоа е нешто слично како рикотата италијанска. Но ние сме Македонија, тука ние си сакаме овче сиренце мешано, кравјо сиренце, урда, може и урда да се стави. Може. Каква италијанска рикота, ние каква урда имаме тука во Македонија. И колку е здрава и колку е убава. Да. Значи може наместо сирење, може и урда, во ред. Ајварот го имаме и сирењето си е за вториот фил. Вака, ова околу 200 грама сирење, 250 доаѓа. Ете така. Добро, околу 8 лажици, значи доаѓаат ситно дробено сиренце. Ете така. Нека има повеќе фил, нека биде побогат фил за да биде повкусна погачата. Да. Останете со нас, почитувани гледачи, чекаме тестото да стаса. Едниот фил е готов, ајварот ни е тука, сирењето ни е тука. Продолжуваме понатаму. Еве ни ги филовите, 3 фила различни. Ете така. Се гледаме кога ќе ни стаса тестото, натолкаво кога ќе стане. Продолжуваме ние, драги наши пријатели, откако тестото го удвои својот волумен. Блашка сега повели да видиме што следува. Така, тестото ни е надојдено и сега од тоа тесто на брашната површина, вака. Ева ќе го ставиме тука. Тестото го делиме на
На 2 дела, така? Да, Добро. да. И сега вака. Секој дел од овие 2 дела, Едната половина од тестото, што му правиш? едната половина од тестото, го делиме на 6 еднакви дела. На 6 дела. Добро. Да, И секој е на 3. Така? да. На 6 еднакви дела, Така. тоа е едното тестенце, Добро, а другото? другото го делиме на едно помалецко, тоа ќе биде средината, Добро. и на 5 на 5 еднакви. Така. И секој топче го размесуваме, Секој така? топче го Ајде, јас ќе размесуваме. ти помогнам околу тоа. Да, Да. го размесуваме. Секој парче ги формираме топче. Добро. Само вака, 2, 4, 6, овие да не ги Овие мешаме. 6. Овие, Еве, јас ги превземам овие 6. тие 6, да. Така. Овие 5 се поголеми, тоа ќе биде Добро. првиот ред на латиците во Така. погачата, а тие 6 се помалецки. И уште едното останува. И сега што следува? Дали прво ги работиш овие 6, Прво ги работам 5 поголемите. 5 поголеми. Добро. Да. Ајде, ти почни си со работа, јас ќе го досредам и ова. Еве ги овие 6 ги оставам настрана. Така. Повели Да. сукалото ти Сухарото, треба? да. Повели. Значи, колкава кора расукуваш? А еве оваа величина колкова ќе дојде кората. Аха, Тенки кори. така. Сега првиот ред ќе ни бидат поголемите латици и првиот ред ќе го полниме со Со спанак спанак и и сирење. сирење. Е, Така, така. добро. Можеш и со рака си фатиш, а? Или ако сакаш, да, добро. По 2 лажици од По 2 спанак. лажици, така, и сега И што вака, правиш? Ги преклопуваме Ги преклопуваш. и со рака вака ги натискуваме краевите и вилушката, ако може да ми ја подадеш. Повели, еве, ова е, ви треба една рамна вилушка, Една така? рамна вилушка за да ги Затворите. поврзим и да затвориме. Тоа е Добро. како што да ги правиме панцеротите. Добро. И ги затвараме. Аха. Е, И ова сега? е. И ги оставаме на страна. Можеш Прво и ги врз правиме. даската Да, да си прво ги направиш правиме Добро. Ајде, ти овие продолжи пет. сега со работа. Ги сукаме. Така, Само момент, Адријана. добро. Тие може би требаше да се препокријат. За да можем да имам простор за сукање. Сукал како е клагија. Еве, со истата фолија од тестото ти ги покрија. Да се препокријат. Да. Така. Додека ги Добро. Значи, јас ќе ти редам фил, а ти ќе ги затвораш. две лашици. Слободно. Уште една. Да не е многу полна. Така. Добре. Добро. Да, за да може Така, да не ни... затвораш, повели вилушката. Значи, треба да излезат 6 панцероти, така? 5. Пет. Тие се поголемите. А поголеми. И прво ги редиме нив во модлето. Добро. Еве. Да ве. Постапката се повторува со сите 5 такви топчиња. Значи, вадиме 5 панцероти на кои што
на начин на кој што тоа го направи нашата гостинка Блашка. Видовте вие, еве ги панцеротите. Може. Така и ова можам да го соберам настрана. Да. Добро. Може. Еве, сега и петото топче. Значи, како што рековме, најголемите 5 топчиња прво. Од нив се прават 5 панцероти. Така, билушката таму е. Одлично, леле, можам да замислам колку ќе биде убава оваа погач. Да. А? Да, Дајте ми ја даската наваму. Ставете ја на даската и дајте ми ја. Даската дајте ми, или да не ви пречи. Сега ќе ги наредиме првиот ред Ајде, во модлата. во модлата, значи тавчето е 20, број 22. Следете го сега начинот на редење. На редење, вака, ги Тавче број поставуват. 22 Да, или со пречка. 24 и 24. Така? Значи одиме 22. 22. Но Ете, вие ми ги. рековте дека може и 24. Да, и да, 23 Ете, и 24. Еве сега ги редиме. Тоа е првиот со благо преклопување на секоја. Така, благо преклопување. Добро. Да, тоа е првиот ред. Значи, всушност, ние го покриваме овој дел, оквирниот дел на... Оквирниот, да. Така. Тама, значи, како мерено за 5 Да. панцеротки. Добро, супер. Одлично. Таа нека ви е на крајот таму, или можете и овде да ја ставите. Така. Супер, Сега продолжуваме продолжуваме со со 6 помалецки. 6 помалецки. Помалецки. Така. А тоа најмалецкото остана за најнакрај. Добро. А тоа со кој фил ќе го правиме? Со сирење. Со сирење. Добро. Овие ќе бидат со сирење. Сега продолжуваме со сирење. И може веднаш да ги редите тука. Ставаме една Да. лъжица. Доволно е? Или може уште малку? Може уште малку. Така, Да. што имаме. Ете, такова. Ова погача ружа, Блашка, многу Так. богата погача. Да, па колку е побогата Софија, толку е повкусна. Така. Значи, овие ќе бидат помалите листови на розата. Латици. Да. Еве. Да ги редиме одма тука. Не, Вака да ги ставиме. не. Колку треба кога ќе ги расукам вака. Едно. Ете, Така, во спротивно. Ете, така. така. Ајде, јас асистирам за сирењето. Значи, ова е второто. Ке гледате, значи, овие панцеротки да бидат помали за разлика од првиот круг. Да. Доволно е ова? И уште малку може. Уште малку. Така. И морам да ја напомнам на гледачите дека поубаво се сукаат овие кори со оклагија, али ние во моментот ја имаме оваа суколка. Имаме и оклагија тука, имаме се. Но дека... сега го ставам вака. Пак малку. Малку на преклопување На да биде вака, преклопување. ќе ги се формира. Ете така, добро, Да личат супер. на прави латици. Одлично, одлично. Ајде, имаме уште две корички, ова и уште две.
повели Блашка. Јас сум добар асистент на шефот. Да. А навистина ми делува многу примамлива рецепта ова ружа. Богата погача. Богата. Така? Да, да. Еве го и шестото. Повели. Еве, драги гледачи, ова е шестото, значи помало панцеротче. Повели. И потоа ќе преминеме на седмото, најмалото, како џуџето. Како џуџето. Ова веќе нема да ни биде потребно. Сега ќе следува јајварот. Колку интересно. Многу интересно. Многу. Браво. Повели сега и ова. Еви ова најмалецкото. Тоа е домчникот на цветот. Него ќе го наполниме со едно лажиче. Ајде. Едно лажиче, така? А јас мислев дека ќе се гледа од озгора. Не. Едно лажиче ајвар Добро. и вак. Сега како го треба да правиш го сега? затвориме. Така. И сега на крајот ќе се потепат кој ќе го земе тоа делче со ајварот, а? Најмалецкото. Дали оно ќе расцвета горе? Не. Не треба. Добро. Значи тоа Го е затвараме тоа. повторно во Го топче. затвораме во Да. топче. Еј, И го така. ставаме на средина. Така. Сега следува. Сега, погачата, прекрасно, сега прекрасно. треба да ја прекриеме и Да да, прекриеме. да отстои 15 минути. Да отстои, но прво ги наредуваш, ги редиш сите семиња што треба? Не, тоа пред печење. Пред сам печење. Сега ќе оставиме 15 минути да Така. ни надојде, а потоа ќе имаме декорација со афион и со Сусан. сусан. И И со ќе ја јајца. премачкаме со жолчка и едно лажиче млеко, една лажица млеко и потоа оди на печење. Добро. Мора да причекаме. Ај вие со нас. Еве, поминаа 15 на минути, одстоја погачата Да. ружа, што следува сега? Сега следува една жолчка со една лажичка млеко ќе ја замешаме Така. и ќе ја премачкаме Добро. погачата. Белката можете овде, така или сакате таму? Добро. Не, жолчката ќе ми е згодно за Добро. внутрени. Е, Ова ќе го искористиме за нешто друго. да, и една Млеко. лажичка млеко. Е, така. Тоа се мати Да. и се премачкува целата погача. На колку степени се пече? Ја ставаме на печење во загрејана рерна на 180-30 минути. На 180-30 Да, 30 минути. Добро. Е, така. Значи, убава целата површина. Целата погача ја премачкуваме со оваа жолчка. Така. Рерната е веќе загрејана во кујната во Златно буре тука Кучково. Подготвена е, персоналот ја очекува да ја испече во моментот. И потоа ќе седнеме сите на трапезата, ќе ја поделиме со вкусот на традицијата со нашата екипа, со персоналот
и ки се насладиме, така? Да. Одлично. Сега каде оди сусамот, каде оди афионското семе, ќе видиме сега. Да. Прво ќе го ставиме афионското семе Така, на средина, тој е толчник на ружата погача. добро. Еве. Погледнете. Ви треба лажички или со прсти Со сега? прсти. Со прсти. Така. Или Добро. афион, или црниот сусам може да Да. послужи овој Да. за толчник. Така. А на другата површина оди сусамот. Не на целата, Не. само на краевите. На краевите. Да. Добро. Така. Ајде јас да помогнам. Тука Само на на крајчињата. краевите сусам се добар. Да. Прекрасно изгледа. Се Да. воодушевив од изгледот. Многу е декоративна, лична е. Лична е, да. Мислам дека е добро, така? Доволно е. Да. Доволно е. Да. Супер. Еве, драги гледачи, да ја видите како изгледа пред да ја носиме на печење. Секоја чест, Блашка, многу ти благодариме што со нашите гледачи ја сподели рецепта. Да, и Одиме верувам на дека печење. на многу трпези ќе се најде оваа погача и да Нека е само за празници. убаво Да, и за арно и за да. среќа. Да. Се гледаме на одјавата. Славата, именденот, празникот може се да започне. Секој ден е празник, драги гледачи. Затоа што сме здрави, живи, на нога, семејствата ни се добри, му благодариме на Бога. Така да и оваа погача е токму во тоа име. За здравје, за љубов, за семејството, за сите нас. Ова е и повеќе од руша. Повеќе. Да. Значи прекрасно. Да, прекрасно. Имаш златни раце, Блашка. Јас ти благодарам многу, а во името на нашите гледачи, да почнам вака? Да, Така вие. се крши? Вие, да. Ајде, еве, јас ќе почнам со Првиот ред е со- првиот ред со спанаќ. Спанаќ. А може да го поделиме, а после ќе стигнеме и до другите? Можете и да Може скршите, го да видите поделиме. колку е богата со фел. Леле, колку Да. е добра. Тебе И да го повеќе, затоа покажете, што си да. послаба. И на екранот, може тоа да се покаже колку е прекрасно. богато со Го фел. сервиравме со пиперчиња залучени, со жива туршија, со кисело млекце, а и со винце. Да. Превкусно. Леле, колку е убаво, ова, колку е убаво. А може да стигнам и до Може. толчникот? Да, Да. да, тоа е полне Леле, цајно. жал ми е да ја растурам. Да. Жал ми е да ја растурам. Толку е убаво да ти е жал да ја Жал рас. ми е, Да. жал ми е. Но морам да го пробам и ова со ајвар. Со ајваро, да. Мека како душ. Леле, како изгледа, секоја чест за рецептата. Браво! Еве ни го со ајварчето. Се надеваме дека на многу трпези ќе се најде оваа ружа погача. Не само што ќе се најде на трпезата празнична на нашите гледачи, туку и ќе те спомна тебе Да, и нашата да. емисија. А ние ве спомнуваме сите вас затоа што сте ни во срцата и затоа што преку малите екрани, преку вкусот на традицијата, постојано сме заедно. На здравје. Дали ке сакаш ти мене денеска да ме одмениш? Да. И ти да кажеш една мисла на денот. А јас Да. уживам Да. во оваа погача. Ајде, Блашка. Бисерот и колку да го валкате во кавата, си останува бисер. А прашината, колку и да ја кревате високо, пак си е прашина. Секоја чест. Исправно се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Ова е мелем на рана.